Веќе сме во вториот дел од денешната емисија. Со мене утрово е кореографот Елена Мирчевска од балетското студио Менада. Именно балетското студио Менада годинава прави 10 години од своето постоење, па тоа е темата и на денешниот разговор. Добро утро, Елена, добро дојде. Пред се честитки за долгогодишниот успех со балетското студио. Добро утро, ви благодарам за поканата. На Менада секогаш е пријатно во вашето студио. Благодарам за честитките. Значи, како што рековте, балетско студио Менада оваа година го слави својот прв јубилеј, 10 години постоење. Тоа е, значи, заокружување на една цела децениска работа на нашето студио, на што сме навистина горди и зашто нормално многу се радуваме на овој настан што ни следи оваа година и Менада се подготвува за овој јубилеј. Овој јубилеј го подготвуваме со тоа што правиме документарец за балетското студио Менада. Имено во овој период ги разгледуваме сите материјали кои што ги имаме снимено. Тоа се 15 премиери кои што ги има Менада направено. И нормално вашата телевизија тоа го има како видеозапис, на што сме навистина многу благодарни, затоа што вие сте наши верни пријатели и соработници веќе 10 години, затоа што кога не би постоеле вие, ние не би имале спомени, така да ви благодарам за вашата реализација, што не ги покиравте сите овие 15 премиери. Со тоа што, значи, како што реков, овој документарец содржи исечоци од сите овие премиери и се разбира, тука се и нашите говори, кои што ги подготвуваме. И на крај, нормално, и еден мал перформанс ќе дадеме од најдобрите балерини од балетското студио Менада, се со цел да направиме една пријатна, убава вечер за сите граѓани на град Тетово. Верувам дека ќе биде така. До сега тетовци секогаш уживале на премиерите од балетското студио, но ајде малку да се вратиме на самите почетоци, односно пред почетокот на балетското студио Менада. Како се роди идејата да се формира во градов едно балетско студио? Да, вака, балетското студио Менада, како што знаете, е раководено од мене и од Наташа Оклевска. Ние сме и организаторите на ова постоење, со тоа што во 2006 година започнавме со технички припреми, односно јас и Наташа разговаравме што сакаме да направиме, какво студио, како ќе се профилираме и отиднавме во тој период на тогашното раководство во Центарот за култура да ја понудиме нашата програма за работа, на што наидовме на позитивен одговор и така да станавме матична дејност при Центар за култура Тетово. И со тоа започнавме со работа, односно го промовиравме балетското студио и одевме во училиштата за да поттикнеме упис на млади членови кои што би сакале да ја изучуваат оваа уметност. Навистина наидовме на добар одзив, така да почнуваат деца да се запишуваат и ние бевме многу задоволни од тој упис, со тоа што, значи, ние требаше тогаш и да се докажеме како добри педагози и добри кореографи. Нели секогаш првата премиера може би е најтешка. Да, пресудната. Да, така, дали ќе обстанете понатаму или не, но секоја година си носи своја одговорност, но сепак, ако се подсетувам за почетоците, првата година може би беше најстресна и неизвестна, затоа што кога подготвуваш нешто и кога правиш концепт е едно, но кога планираш тоа да излезе така како што ти си замислил е друго. Но во тој период се најдоа и нашите први соработници, како што е и телевизијата, како што е и техничката помош, излегоа навистина добри пријатели, кои што ни помогнаа сето тоа да изгледа толку добро. Навистина премиерата помина успешно. Имавме 700 луѓе публика кои што беа презадоволни затоа што за прв пат во Тетово се изведуваше балетска представа и публиката не знаеше што да очекува. Но кога заврши представата имавме громогласен аплауз, многу овации, цвеќе на сцена и бевме пресречни затоа што знаевме дека купивме кредит за следната година. И така секоја година се подобри и подобри бевме во секоја смисла на зборот, односно перформансите на сцена, кореографиите беа поусовршени,
сценските ефекти, значи сето тоа искуството ни даваше мотив да работиме и не насочуваше како да се профилирам. Првите концерти ни беа повеќе комерцијални во смисла на точка за точка, секоја посебно, а веќе третата година од кога го направивме концертот Моќта на куклите, веќе се профилиравме како танц театар и посакавме да пренесуваме и подлабока порака со поголема уметничка тежина и со тоа што Менада и до ден денес функционира и се профилира како танц театар. Зошто се решивте за тој пристап танц театар? И сама спомена, нели, дека на почеток, ете, тоа беа точки, сите групи се представуваа со различна точка, потоа направивте промена, но таа промена всушност ја издигна Менада, нели, на тоа ниво на кој е денеска. Веќе не само родители на децата, нели, пријатели доаѓаат на концертите, туку буквално цел град сака да види што сте направили. Така да. Па, кога размислуваме за тоа во кој правец да се движиме со Наташа, нормално, секогаш поаѓајќи од личните впечатоци, знаете, кога влегуваш во концертна сала и кога гледаш представа било каква, првите, да речам, 3 минути додека ја гледаш представата, таа представа треба да те купи, односно да ти го купи вниманието и треба да ја држи доволно тензијата во тебе и потоа да излезеш полн со впечатоци од таа представа или од тој концерт и да имаш паметење за таа представа долго. И секогаш размислував, па добро, ако правиме, например, технички точни кореографии, да речам, децата совршено ја изигруваат таа хитри варијација или пируетите се точни, тоа бргу се заборава. Си велам, тогаш, дај да внесеме малку глума, малку шоу и тоа да биде впечатливо, да има длабока порака и тоа да се памети долго. И навистина така е. Ако правите представи кои што имаат длабока порака, тие траат и од кога ќе заврши представата, се паметат, се прераскажуваат. Затоа Менада размислуваше да се профилира како танц театар, затоа што внатре имате и глума, и балет, и порака, значи тоа е едноставно по-голема уметност за која што тежнеете вие како уметник. Затоа Менада, се надевам, успешно плива во тие води и понатаму планираме кон тој правец да се движиме. Класиката во основа ја имаме, но сепак танц театарот е нешто што пренесува поголема уметничка тежина. За сето тоа да изгледа така добро на сцена на премиерата, верувам дека треба многу труд, многу напорна работа, сепак работите со деца од различни возрасти, различни карактери, нели? Треба да бидете добри, да бидете и родители, и учители, и кореографи, се воедно. Како изгледаат припремите, целогодишните припреми за она што следува на крај, за спектаклот на крај? Така да. Па ние во балетското студио ги имаме поделено децата според возраст и според искуството кое што го имаат. Односно, тие деца што ни се најдолго кај нас играат во представите кои што имаат потежок перформанс на сцена, а додека почетниците играат во детските представи. Со тоа што со поголемите работиме, нели, подолги часови, односно часовите траат подолго и припремите започнуваат технички во студиото кај нас, за да подоцна одиме на сцена и тие како мозаик ги склопуваме во една целина и работиме потоа со сценските проби за на крај да се добро подготвиме за целиот тој спектакл за да изгледа така како што изгледа. Покрај тоа што со децата работиме и со техниката, затоа што они секогаш не можат однапред се да знаат кога што следи, како следи, значи концептот целосен се спојува како мозаик и тој процесот трае 8-9 месеци за на крај тоа да изгледа, се надевам, добро и да има добар одек кај публиката. А со малите дечиња, кај нив нормално прво мора да ја разберат приказката што сакаме да ја кажеме и секогаш се спуштаме на едно детско ниво да пренесеме позитивни практики, односно да им покажеме дека треба да бидат вредни, да ги слушаат родителите, да учат
и со тоа што преку една детска игра, на една детска приказка, на едно детско ниво тоа го раскажуваме, за да и они разберат што сакаме ние да кажеме како педагози, а и убаво да се чувствуваат на сцена и таа порака да ја пренесат и на своите родители, при што сите сме среќни и задоволни на крајот. Ова сме разговарали во претходните емисии дека вие не се поставувате само како учители кореографи, нели? А на вашите часови не се учат само балетски чекори или некои, нели, кореографи, туку се посветувате и на тоа вашите балерини да бидат успешни девојки понатаму во иднина, да ги научите на правилните вредности. Зошто токму и ова решивте да го правите? Да не се ограничите само на балетот, нели, да дојдат на балет, туку и да ги учите и на работи од животот, од секојдневниот живот. Па така, покрај формалното, нели, образование постои неформално и вие како педагог, вие сте пример на децата и они ве следат, сакали или не, кога сте толку време заедно, они едноставно се поистоветуваат со вас, па така да вие имате должност кон тие деца да им дадете правилна насока во животот. Сега, дали ќе се профилираат како балерини или не, тоа е и толку небитно, колку што е битно да имаат оформен, цврст карактер и со морални вредности кои што одговараат за нивната возраст, а и понатаму да бидат добри чинители во ова општество. Значи, ние мора навистина со децата многу да работиме и оние деца што се многу долго со нас, веќе ни се просто и како една фамилија, така да ни сите тие проблеми што поминуваат, они поминуваме и ние, јас и Наташа како педагози. И, знаете, не постои совршена формула за тоа како да бидете вие добар родител или добар педагог, но во ова време нормално гледаме да бидеме најпозитивни луѓе и да ги пренесеме оние вредности што нашите родители, нашите учители не ги пренеле нам. Затоа што вредностите се пренесуваат од генерација на генерација и тие се негуваат низ времето, така да се надевам дека во нас има позитивно што ние може да го пренесеме на нашите деца и секој педагог и воспитувач што му е должност и тоа треба така да го чувствува како должност да го пренесува покрај формалното образование и неформалното образование. Ние имаме таа одговорност што мора да ја пренесеме на децата и не смееме во никој случај тука да потфрлиме, затоа што така сме поуспешно општество. Се надевам дека понатаму ќе живееме во се поубаво и поубаво општество и нашите деца ќе бидат среќни и ќе бидат деца кои што припаѓаат на европските и универзалните вредности во светот. Секоја чест на ваквиот пристап, бидејќи многу е важно за децата да имаат пример што ќе го следат и да бидат потоа успешни, нели како што сте и вие. Да разговараме малку и околу самите представи што се случуваат на крајот, освен перформансот за кој се трудите, нели, долгогодишни, со месеци се вежба за тоа, на крај на сцена сето тоа изгледа перфектно, но многу користите и ефекти, костимите се совршени со самата приказна, значи сето тоа е склопено во едно за да изгледа буквално спектакуларно. Да. Колку треба труд и колку треба помош и од страна за да се постигне сето тоа и дали ја добивате таа помош? Па како што знаете, Менада нема спонзори. Тоа се родители кои што ни помагаат, значи родителите сами си ги плаќаат костимите, но пак ќе речам, ако го работите тоа честно и со многу љубов и труд, тоа секогаш се исплати и секогаш е добро. Менада има свој костимограф, тој е господинот Демирали Рамани, кој што ги изготвува кројките, односно ги прави тие костими. И он заедно со нас е веќе 10 години во нашето балетско студио и се усовршуваше и изнаоѓаше нови теркови и нови кројки за да ги направи сите оние наши барања на сцена. Знаете, за да направите такви специфични костими, сепак треба искуство и многу љубов за да научиш како тоа добро да го правиш. Се надевам дека нашиот костимограф се покажа дека е добар и ете низ овие 10 години илјадници костими има направено, така е зборот. Веќе јас не знам колкава е бројката на костими што има изработено за нас. И секој дете има спомен. Знаете да си имате дома костим од концерт. Има деца што не се дел веќе од нас, се пораснати, тоа се големи девојки на факултети, некои се дури и мајки. И кога
нормално во нивниот плахар си го има тој костим пред 5 години, пред 8 години што го носиле, тоа е навистина убав спомен. Затоа што костимите одбележуваат еден спомен, еден белег на нешто многу убаво во кое што ти си учествувал. Значи, кога станува збор за костимите, Менада го има Демирали Рамани, ние во нашиот изгор го викаме Армани, нашиот Армани, што навистина сме... Да, што навистина сме многу задоволни од него. А во однос на сценската изведба и оние сценографијата, и тука се усовршувавме низ текот на времето, едноставно размислувавме кои материјали би биле добри да бидат на сцена, а да не ги повредат децата. Стиропорот го користиме, еве лани дури успеавме и одредени визуелни техники да користиме на сцена кои што се навистина многу впечатливи, со многу електроника во нив, така да и тогаш свативме дека може и така да се поставуваме на сцена. Конкретно зборувам за представата Крилдија, која беше, да речем, заокружување на цело наше децениско работење и за кое што навистина јас и Наташа сме многу горди, затоа што беше спектакуларно и нешто посебно што Менада за сега го нема направено во однос на сценската поставеност и во однос на изведбата. Со секоја представа се чини се поуспешни сте и секогаш е нешто ново и уште подобро од претходното. Секогаш можеме да очекуваме, нели, нешто подобро од претходното. Па така да, нели, во светот се вели се е измислено, не постои топла вода што треба да се измисли, но јас не се сложувам со оваа реплика, затоа што сметам дека ако уметникот е роден да создава, тој секогаш треба да измислува топла вода. Затоа што би било ако само би копирале, тогаш би биле едноставно добри копиранти. Едноставно не се сложувам со тоа дека треба секоја представа што ќе ја видиме некаде да ја ископираме и да ја прикажеме кај нас. Размислувај во себе, креирај, истражувај, секогаш ќе најдеш нешто ново за да бидеш оригинален. Па нека и тоа лошо, не толку усовршено добро, ама ќе знаеш дека е твое лично и ќе го усовршуваш и ќе го гаиш и ќе го надградуваш и така пак ќе бидеш нешто посебно и нешто ново. Затоа велам, уметникот е тој што креира, а не што копира. Затоа уметниците се и ретки, но треба да се ги негуваме и треба да ги препознава. Така. Многу често Менада предизвикала многу емоции кај публиката, дури и солзи. Дали би можела да издвоиш некоја представа што особено предизвикала толку емоции кај публиката? Па сега кога размислувам, во моето сеќавање останува представата Мајки, која што навистина и јас ја доживеав траорно. Тука играв мајка која што нели го краде девојчето од една посиромашна мајка, играв благородник кој што смета дека се со пари може да си има, па дури и дете, и на крај нели завршува во адот, односно во пеколот, а незината вистинска мајка оди во рајот. Значи тоа беше сцена која што навистина беше полна со емоции. Тука да ја пофалам балерината Романа Филиповска, која што нејзината емоција мислам дека се распрска по целата публика што беше присутна тука, затоа што кога се упалија светлата на крај на премиерата, многу луѓе кога ги погледнав во нивниот лик, видов зачуденост и вкаменетост, што си реков во себе, значи навистина ги допревме многу длабоко. Тогаш имав одреден страв, затоа што мислев дека зафативме тема која е многу чувствителна, знаете, и не знаевме со Наташа каков фидбек ќе добиеме од публиката, но тоа што го посакувавме, го добивме и бевме навистина многу среќни поради тоа, и таа е таа представа што би ја издвоила како силна емоција и силна порака што ја пренесовме на публиката. А во посвежо сеќавање ми представата Крилда, тоа представуваше представа за лицата со посебни потреби, каде што Наташа навистина максимално се даде, знаете, да играте човек со посебни потреби, односно човек во инвалидска количка не е лесно.
Наташа тие 9 месеци живееше со таа инвалидска количка и навистина секој ден го поминувавме она што луѓето го поминуваат во реалност и гледавме на колку пречки наидуваат додека се движат во самиот простор, затоа што и ние бевме и ние имавме количката со нас, значи каде има скали и ние требаше да ја дигаме, свативме колку е туствари тоа железо тешко да се пренесува. Ете тоа и таа исто представа што би ја издвоила, тоа е представата Крилија, во која што исто емоциите беа силни, публиката беше зачудена за тоа како едно нешто може да се прикаже многу реално на сцена, односно како човечката големина е навистина преголема и вонвременска, и со тоа сакавме да покажеме дека ние луѓето треба да сме доблесни и да многу си помагаме еден на друг. Помагајќи еден на друг си помагаме највеќе на себе. И мајки Крилија, верувам дека ќе останат во сеќавањето на тетовци. Сите ги обожаваат тие две представи посебно, нели, многу коментари имаше подоцна за нив само поради таа тежина што ја носат. Така. Ете, во секоја представа офаќате некоја социјална тема, некоја општествена тема што е многу важна и за самите балерини, нели, да научат нешто од неа, но и за луѓето да се свеснат. Секоја, како што напомена и ти, секоја представа со силна порака. Зошто токму вакви теми, зошто токму со вакви пораки? Кога размислуваме за концептот на представата со Наташа, секогаш треба да допреме длабоко во срцето на човекот. А тоа, ако не е среќата и таката, што би било друго. Значи, секогаш треба да и размислуваме за тоа кои се маргинализирани групи, кои се проблемите во општеството. Имавме и еколошка тема, зракот на сонцето. Сега, кога се подсетувам, тоа беше представа во 2005 одиграна. Значи, во таа представа објаснуваме колку сонцето, водата и воздухот ни се преку потребни. Значи, ние сме размислувале на многу теми кои што денес ни се случуваат. И се прашувам, велам, значи, толку млади, а сме размислувале на толку длабоки и суштински теми кои што ни се потребни. Едноставно, одговорот е тоа, да си негуваме љубов, позитивна енергија, да го размислуваме животот во неговото најсуштинско значење и темите се тука. Тие постојат, сега тоа како ќе ги прикажеме, како ќе ги боиме на сцена, пак ќе речам, тоа е срцето на уметникот што ги има тие бои, за да го обои така, за да фасцинираш публика која што доаѓа да те гледа и која што те почитува и која што очекува од тебе. Нашиот костимограф вели, немој превише да вложуваш, многу е тоа, ама вели, што следната година, а што следната година? Па уметникот е непресушен извор кој што треба да раѓа нешто ново. И јас никогаш и Наташа не знаеме што ќе биде следната година или што, но кога седнуваме да размислуваме, тоа само од себе доаѓа. Блика, едноставно, некоја енергија која што се спојува и создава нешто позитивно. Како реагираат балерините на ваквите теми, на ваквите пораки? Кога разговарате со нив, дали можете и кај нив да приметите дека свесни се за овие теми, за овие проблеми што ги носи општеството? Па многу внимаваме на пристапот. Знаете, кога, минатата година требаше да ја објасниме представата Крилија, дека Наташа ќе биде инвалидот сликар, што ќе треба да настапи на сцена, а во позадина треба да ја објаснуваме секоја негова психолошка состојба. И сега нормално тоа се тинејџери, деца кои што не можат баш толку длабоко да ја сватат таа тема. Но се сеќавам дека со Наташа се спуштивме на едно нивно ниво и велиме, па добро, ете, кога ќе видите инвалидизирано лице во количка, дали, викам, не треба да го поканите со вас на пиење, на пијачка во кафиќ. Значи, дали не треба да го дружите, дали не треба да му помогнете, дали не треба, ако го видите предлив, да му помогнете да го качите горе. Значи, и како ќе го направите тоа? Дали воопшто треба да се чувствува таа бариера помеѓу вас и него? Значи, тоа едноставно низ времето треба да го научите дека тоа е уствари едно исто. И знаете како, кога ја донесовме количката во студио, децата
само ја посматра количката и ништо не зборува. За да после 10-тиот час почнаа да играат со неја. За да после 15-тиот час беше нормално човек да седи во неја, да се движи, а они да знаат како да играат со тој човек што е во количка. Ете, тоа е многу природно, многу спонтано и многу човечки. Но со етапно разговарање, практицирање, некои работи стануваат многу нормални и не се толку болни. Така, тие живеат со тие работи, нели? Ги учат секојдневно по часовите. И не треба да ги сожалуваат. Тоа им го кажувавме ние. Тоа не е сожалување, тоа е едноставно живење еден со друг. И да го прифатиме животот таков каков што е и да знаеме како да се однесуваме. Одлични пораки им пренесувате на вашите балерини. Ме интересира дали се сеќаваш на некоја представа што ви била најинтересна во однос на спремањето, сте имале најинтересни, најсмешни моменти, па може би дури и грешки на сцена. Што би издвоила? Има многу интересни и смешни ситуации. Не знам, сум била во представите се и жаба, и гусеница, и сега кога размислувам, секогаш се случуваат многу интересни работи позади сцената. Односно да ги смирувам малите и да им бидам како некоја баба-рога, тишина, тишина, тишина и да заборавам да излезам на сцена, кога ми е мојот дел, па Наташа да ме покира или јас неја, а публиката тоа да не види, или па костимот да ми се закачи за одредена чига и да имам проблем да излезам, па да морам да го кинам костимот позади сцена за да излезам, а и да си правам движење каде што ќе ја покирам дупката на костимот. Се случувало и такви работи. Се може да се случи, се може да се случи. Се одржува нешто толку големо, представа во живо, не е тоа филм, така. Па да сечеш, па да стопираш, па да враќаш. Се случувале многу интересни работи, ако можам и да се подсетам на концертот Танцот на сирените, кога пола сцена беше со вода и кога директорот на Центарот за култура ни кажа доле, во тој период имаше телевизори од некоја си продавница и рече ако капе водата надолу по сцената, знаете дека може да уништите многу телевизори и таа штета вие ќе ја платите. Но младост, лудост, тогаш си се за уметност, нека се потопат и сите телевизори, но мора сцената да е полна со вода. И ја полневме цела ноќ и пливавме на сцена. Тоа беше навистина спектакл, јас уживав во таа представа. И кога заврши представата и кога се спушти завесата, дури тогаш сватев какава мака е цела таа вода да ја испумпаме надвор од Центарот за култура и тогаш се свеснавме и брзо трчавме надвор да видиме дали телевизорите се во ред, на што после се заврши како што треба и навистина добро се изнасмеавме, но кога сега размислувам што се би можело да биде, не знам дали истото пак би го повторила, но храбрите и среќата ја пратат така да, ете, ако можам да издвојам некои многу интересни ситуации, тогаш тоа би биле тие. Верувам дека постојат уште многу такви, но сепак колку и да се случувале позади сцената некои грешки или некои пречки, сепак на сцена никогаш никој не можел да види дека нешто во моментот се случува. Толку добро сте се представувале секогаш. Па тоа е магијата на уметност. Се да се случува и се да е добро и да биде тоа организиран хаос некогаш. Така. На што се должи тоа највеќе? На добра организација? Па се должи на многу работи, но најосновното се должи на посакувањето, на желбата, на трудот, на работата и на се постојаното докажување и покажување емоција на сцена. Така. Традиционално секоја година вашите балерини ги носите на попова шапка на припреми. Да. Зошто се решивте токму на попова шапка да ги носите таму припреми? Сепак нели има студио каде што ги одржувате пробите? Многу е битно децата да се развиваат и растат со правилен раст и развој. Знаете, да седите во просторија каде што има не толку чист воздух, постојано под рефлектори и вештачко светло, навистина тоа влие на вашиото физичко здравје, да речем. Кога сте на повисоко, односно на планина, тука имате чист воздух,
тука имате мирен и здрав сон и тука навистина може да си ја подобрите својата способност, односно да си ги подобрите своето срце во работање, мускулите, подруго работаат кога сте на отворено и кога вежбате на отворено. Затоа предпочитаме да заминеме во крајот на летниот период, почеток на септември, на висински припреми, со тоа што ние навистина добро се подготвуваме за напорните работи во сала. Преку потребен ни е кислородот и тој навистина добро влие на нашето тело и на нашето здравје и на нашите способности. Така да понатаму полесно ги издржуваме сите оние зимски припреми што ни следуваат подоцна, за да пролета бидеме во најтоп форма. Затоа најпожелно е сите, не само балетската уметност, секој спортист, нели нормално е да си има вежби на отворено, каде што кислородот е чист и кој што влие нели на издржливоста на организмот. Така. Менада се представи надвор од границите на Македонија, учествувавте на интернационален надпревар. Така. Сме зборувале многу околу овој надпревар, но еве на кратко за сите оние што можеби не знаат толку што се случуваше минатата година и дали планирате и понатаму такви надпревари? Па да, Менада замина, како што знаете, на интернационалниот надпревар ИДА, односно тоа е Денса in Fiera, што се одржа во Фиренце, Италија минатата година. Вие како медиумска куќа бевте со нас и ни ги покиравте сите тие 4 дена надпревари што ги имавме. Навистина добро се представивме, ја представивме државата, учествувавме на часови кај познати и признати педагози од Кралската академија од Лондон, што и ние исто така добро се представивме на сцена. Се надпреварувавме со италијански школи, руски школи, тоа се професионални школи кои што се занимаваат со класичен балет. Добро се лактавме со нив, добро и го издржавме тој притисок. Тоа е важно. Да, сепак ние треба уште да работиме за да бидеме доволно силни за да бидеме конкуренција силна на нив, но сепак со оглед на тоа што доаѓаме од град каде што доаѓаме и каде што нормално овие деца не се занимаваат професионално со класичен балет, ние бевме на вистина добри и јас сум презадоволна од срцето што го оставивме на таа сцена. Со оглед на тоа што Менада за прв пат замина тогаш да ја представувам Македонија надвор од границите, Менада продолжува понатаму. Имаме во преговори сме со германските денс шоуа што се таму, па ќе видиме. Сепак сега овој период ни престојува јубилеот и тоа ни одзема многу енергија и внимание, така да Менада понатаму ќе продолжи со представување на градот и на државата надвор од нашите граници и еден ден сигурно ќе го имаме тој посакуван резултат да бидеме на врвот. Верувам во тоа, бидејќи се до сега што сте намислиле и сте го направиле, секоја година докажувате дека ништо не е невозможно, нели? Так. Со самите перформанси, ете, спомена вода на сцена, значи за многу тоа би било невозможно, за вас не беше. Се што намисливте, направивте, верувам дека ќе постигнете многу успеси на овие надпревари. Ме интересира колку тамошното искуство беше за балерините што беа присутни на тој надпревар, колку им помогна за сега, за понатаму во нивната кариера како балерини. Па така да, кога бевме тамо, значи имаше штандови кои што покажуваат значи нови справи за вежбање, за подобрување на рисот. Тука беше и Пиано Карбоне кој што го запознавме и кој што зедовме нови справи за подобрување на рисот. Ги имаме во нашето студио, тие ги имаат во Фиренца, значи ги имаат во Кралската академија во Лондон, а на Балканот сметам дека се уште ги немаат тие справи каде што можат да се набават и земат. Така да во нашето студио веќе ги практицираме и навистина одиме чекор напред. Секогаш треба да се трудиме да бидеме подобри и подобри. Еден ден можеби ќе сме најдобри, но сепак и да сте најдобри, пак одново треба да се докажувате дека сте добри. Подобар, да. Така. Значи треба да сте задоволени и скромен со тоа што го имате. Да посакувате многу, да напредувате, но да не се возгордеете дека сте најдобри. Во оној момент кога мислите дека сте најдобри, вие
автоматски веќе не сте најдобри. Така да Менада се труди секогаш да биде добра, но најдобра ќе биде оној ден кога што едноставно некој друг ќе каже дека е тоа така. Што би им препорачала за крај на сите родители во однос на нивните деца, колку е важно за девојчињата балет или нешто друго, општо колку е важно за малите деца, посебно физичкиот развој да биде како што треба, нели, со вакви физички активности? Па би им препорачала на сите родители да ги запишуваат децата на било која физичка активност. Затоа што со ова темпо на живот и со тие таблети и телефони, нели, нашите деца стануваат се поинертивни, помрзливи и ги храниме, нели, како што ги храниме, така да тие деца треба да се растат и развиваат здраво. Затоа велам да си најдеме добри професори, ментори на нашите деца и да си ги запишуваме. Балетот е една благородна уметност, каде што девојчињата посебно се изградуваат многу убаво, едноставно учат нови манири и сметам дека така префинетост и сметам дека понатаму би се изградиле во добри и убави девојки. Затоа сметам дека девојчињата треба да се занимаваат со балетот, затоа што е благородна уметност и ги прави девојчињата многу поубави. Што конкретно вие како балетско студио го нудите за тие девојчиња? Па, значи, ние нудиме изучување на класичен балет за почетници, а со тек на времето, значи, они ќе се профилираат, дали ќе останат на класиката, дали ќе го учат танц театарот, се зависи од сензибилитетот на детето. Додека се мали, значи, учиме како да се исправаме, како да стоиме на прстиња, така да навистина ни е многу забавно и убаво. Се надевам дека и нивните родители со тоа што нивните деца ќе бидат задоволни и они се задоволни од нашата работа. Елена, ти благодарам многу на денешниот разговор, уште еднаш честитки, се надевам дека и понатаму ќе соработуваме и во наредни 10 години ќе постоите, ќе правиме вакви емисии, ќе имате успешни балетски представи, многу интернационални надпревари и секогаш ќе бидете подобри и иновативни, со нешто ново ќе се представувате. Ви благодарам за поканата и уште еднаш благодарам на вашата куќа што е дел од нашето балетско студио. И ние сме дел од вас. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор. Балетското студио Менада годинава слави 10 години од своето постоење, 10 успешни години. Сега продолжуваме со убава музика.